Често се случува да бараме на некоја страна и да е полна со реклами. Пример е ова. Видеоклип БГ. Еве. Кликам, например, да го слушнем ова, одма. Реклама. И се барав нешто, некој адблокер, и на Google налетав на еден браузер. Сега ќе ви кажем кој е, тоа е ова. Adblock браузер, ова најдолу што е. Одма до Sky Editor. Го имате на Play Store и го симнав. Ево овде велат. Што прочитав да сега некој reviews дека е добар. Некој му дајано 5, некој му дајано 4. Е сега. Ќе одам на истата страна што ја покажав, да видите дека таму е без реклами. Еве, ајмо, видеоклип БГ, чека малце се, трни се. Ова е што барав, ама ако ќе не барате ништо, вака изгледа, значи има наредени некои страни. Од Reddit, Wikipedia, Amazon и така натаму. Одиме се во видеоклип БГ. Ќе видите дека ако ќе влезам, еве, ова не е реклама, иначе не се плашете. Нема ни една реклама. Ќе влезам и во тајно моја пример. Еве, значи не се појави ни една реклама. Претпоставувам дека ова истото ќе види за YouTube. Ти знаеме дека на апликацијата нема адблокер. На компјутер лесно може има адблокер да клајме, ама на мобилен не. Сега ќе видиме колку ќе трај, ама вака е арен за сега. Така да, тоа што сакам да гледам тука ништо без реклами, ќе си се префрлам овде. Ајде да видиме некои карактеристики што ги вели на Play Store. Ќе си го побарате вака, ќе напишите Adblock браузер и јаве го. Вика дека има моќен Adblock Plus, да, ова екстензија има на Chrome и на други браузери. Вика дека можете да гледате видеа без прекини, вели, речете му довидување на здодевните реклами на вашите сајтови за видеа. И вели дека го максимизира нивото на батерија, вика дека со блокирањето на рекламите се мисли дека се трга, односно да, се трга повеќе дата и се продолжува нивото на батеријата. И вика дека ќе се заштитите од вируси кои што се прикриени во реклами. Е сега, за други сајтови, испитајте си вие. Нормално, доколку сакате да симнете